Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Ваш пратеник. Емисија каде што ги запознаваме народните избраници од едно поинакво светло, се подсетуваме на нивното детство, за нивните интереси, за нивните хобија и како стигнале до она каде што се денес. Во нашата емисија денеска гостин е пратеникот Сергеј Попов. Добре дојдовте во Собраниското студио. Добро ве најдов. Вие сте дипломиран правник, дипломиравте на правниот факултет Јустинијан I и сте еден од помладите пратеници во овој пратенички состав. Од каде желбата и интересот за политика? Дали тоа дојде спонтано од факултетските денови и од студиите? Нели правниците најдобро ги познаваат и ги толкуваат законите, или дојде уште од средношколските денови? Па не беа студиите, можам да кажам, пресудни. Јас уште од многу помали години, буквално можеби од основно образование, голем интерес пројавував токму за политиката. Ако другите деца можеби плачеле кога нивните родители дома гледале вести и барале да се пушти нешто друго, јас бев едно од оние мали деца кои што заедно со своите родители сакаат да ги гледаат тие вести. Така да би рекол дека јас на 16 години започнав да се бавам со политика. Ако ми дозволеа моите родители, можеби од уште порано ќе почнев да го правам тоа. Така да од млади години сум навистина многу активен. Уште на 21 година за прв пат бев избран за член на Советот во Центар. Потоа бев избран и за член на Советот во град Скопје. На 21 година бев координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во Центар. Така да би рекол дека јас можеби сум млад, но во политиката до сега можам да кажам дека имам солидно искуство. Ви кажуваа ли родителите дека сте многу млад за да имате такви интереси, што можеби вашите врсници ги немале на таа возраст? Па да, првите идеи ми дојдоа во прва средно на некои 14 години. Тогаш дома буквално ми се зачудија, се прекрстија моите и ми рекоа: врати се во соба да спремаш предмети, така да не ти е времето за во политика. Меѓутоа, на 16 години веројатно и они веќе не можеа со мене никако да излезат на крај и едноставно одлучив да се активирам партиски и ете од тогаш до денес буквално сум заразен со таа работа. Кој ви беше најголема поддршка кога одлучивте дефинитивно дека тоа ќе биде вашата професија? Па можеби мојот татко, бидејќи он своевремено си има одреден период од својот живот занимавано со политика, така да можеби он беше првиот човек кој што ме зарази, едноставно слушајќи ги секојдневно кога ќе се вратеше од работа дома тие муабети за политика, за што се случило тој ден, што ќе се случува на редниот период и така натаму. Можеби тој најмногу ме инспирираше и можеби и најголем виновник зашто јас денес токму одбрав да се бавам со оваа професија. Како пратеник доаѓате од првата изборна единица, роден сте и пораснавте во Скопје. Сите некако на нас влијае местото од каде што доаѓаме, средината во која што растеме, другарите од детството. Што најмногу влијаеше на вас да бидете она што сте денес, да се изградите во личност каква што сте денес? Па секако дека и самата средина во која што живеев, јас сум роден и се уште живеам во општина Центар. Моето семејство исто така живее и функционира на територија на токму оваа општина. Така да, веројатно и тука моите главни приоритети како политичар се токму насочени кон оваа средина и кон оваа изборна единица пред си општината од која што доаѓам. А за тоа што сум јас денес како човек и како личност, секако дека најблагодарен сум им на моите мајка и татко, кои што ме израснале, еве да бидам ова што сум денес. Се надевам дека сум доволно добар, да кажам, секако дека може човек да работи на себе додека е жив. Така е. Неодамна запловивте и во брачните води. Сега имате и уште една функција покрај пратеничката. Колку е важна поддршката и разбирањето од сопругата кога се бавите со ваква професија? Па има повеќе професии каде што е важна, но би рекол дека ова е една од најважните. Односно професиите каде што поддршката од дома или од сопругата понајново е многу важна. Зошто? Бидејќи во оваа професија вие не си го контролирате сопственото време.
не може да се направи план за, да речеме, наредните 3 месеци, што ќе се прави. Еве, да речеме, мала шега, сега дома главен проблем и главна тема е медениот месец, кој што за жал не знаеме кога ќе се случи и каде ќе се случи, од проста причина што јас не знам до кога во Собраниево ќе има седници, до кога ќе трае, нели, работата, кога ќе одиме на одмор, па се случувало и кога ќе има одмор Собраниево сепак да се случат вонредни седници, па да треба итно да се вратиме, така да поддршката од дома е многу важна, пред се и над се, затоа што политичарите не се господари на сопственото време, туку политичарите ги следат сите обврски кои што им доаѓаат. Како пратеник, често пати дебатирате за важни општествени теми, но некако во фокусот ви се и прашања кои што генерално ги засегаат и младите најмногу. Колку она што сте правник ви помага во работата и во искуството како пратеник во законодавниот дом? Да, јас како млад човек пред се со наполнети 30 години најмногу природно ги третирам младинските прашања. Тоа што сум правник секако дека многу ми помага и сите работи како статут, деловник за работа и така натаму ми се можеби попознати од некој кој што е, да речеме, лекар, но би рекол дека најмногу ми помага претходното искуство кое што го имам како советник и во општина Центар и во советот на градот Скопје, каде што јас можев да се запознам многу одблиску и на многу млади години што значи она дебата, што значи амандман, што значи гласање на буџет, на ребаланс на буџет и сите тие работи. Многу ми е драго што го имам и изодено, иако млад, овој мој политички живот скала по скала, и тоа ми додава и на самодоверба, и на знаење, и на кредибилитет кога нешто зборувам и така натаму. Ви благодарам за овој дел од разговорот. Ви благодарам и јас. Како пратеник членувате во неколку собраниски комисии, но активен сте и од собраниската говорница кога се дебатира за важни закони. Зашто најмногу говорите и зашто најмногу се залагате во вашата работа? Како млад човек од 30 години, природно тоа се младинските теми, како студентски стандард и високото образование и се останато што ги интересира младите, но би рекол дека ги третирам и оние теми од владењето на правото, правосудството, корупцијата. Токму затоа и одбрав да бидам член во комисијата за политички систем, бидејќи во таа комисија најмногу се зборува за овие теми. А сакам да зборувам за овие теми, бидејќи силно верувам дека на сите луѓе, особено на младите луѓе, покрај оние прашања кои што се поврзани со личната екзистенција, од најголем интерес им се токму прашањата и за владењето на правото, довербата во институциите, почитувањето на законите и се она кое што означува правда во една држава, бидејќи лично сметам дека луѓето не си заминуваат од Македонија само заради екзистенцијални причини, туку се повеќе поради отсуството на систем, отсуството на правда и отсуството на доверба во самата држава и самите институции. Така, како пратеник, петоците се резервирани главно за средби на пратениците со граѓаните од нивните изборни единици. Верувам дека не само петоците, туку и секое слободно време го користите да го слушнете гласот на граѓаните и проблемите најмногу, како што спомнавте, на младите луѓе. Какви проблеми најчесто споделуваат со вас и зашто најмногу разговарате на тие средби? Да, како што рековте, јас не можам само петокот да си го резервирам за средби со луѓе, туку тоа е секој еден ден, пред работа, после работа и така натаму. Викендите апсолутно се резервирани за тој тип на средби и разговори. Да речеме, до сега јас сум поднел неколку закони во интерес на студентите, кои што ми биле директно дадени и посочени од страна на универзитетските студентски собранија во државава. Такви биле законите за
студентски ваучери, такви биле законите за проширување на, да речеме, опфатот на стипендиите, на субвенционираниот студентски оброк и така натаму. И најмногу ми е мило и најмногу ме исполнува кога поднесувам некој закон и туркам некој закон во собранието кој што директно ми го дале некоја засегната група на луѓе. Така. За крај на нашиот денешен разговор, до крајот на вашиот мандат како пратеник остануваат уште не цели 2 години. Кога би сакале да издвоите едно законско решение или еден ваш предлог, лично ваш или на партијата од каде што доаѓате и ја представувате, по која што ќе ве паметат граѓаните и гласачите, што би било тоа? Па не би можел еден закон, туку еве ќе одберам една област, тоа би било правдата и владењето на правото, така да најмногу би сакал до крајот на мојот мандат или до крајот на овој парламентарен состав да се зголеми довербата во органите на правосудството. Ви благодарам за нашиот разговор и што дадовте можност граѓаните да ве запознаат и нашите гледачи во едно поинакво светло. Ви благодарам и јас на вас.